Добар ден, почитувани, и овој понеделник го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Крвната слика е една од најчесто правените анализи кај децата. Родителите обично се силно вознемирени кога ќе видат дека некој од параметрите е надвор од референтните, нормалните, граничните вредности. Ниски тромбоцити по вирусна инфекција, покачени леукоцити при бактериска инфекција, низок хемоглобин при анемија. Но тука се честите уверувања дека детето има јака крв, затоа што хемоглобинот и бројот на црвените крвни клетки се покачени. Кога овие промени во крвната слика кај децата се безопасни, а кога може да бидат знак за посериозен проблем. Сето ова ќе ни го појасни професор доктор Светлана Кочева, педиатриски хемато-онколог. Останете на телма, а поставете прашање во програма. За крвната слика кај децата, што е нормално, а што бара дополнителни испитувања? Разговараме со професор доктор Светлана Кочева, педиатриски хемато-онколог, раководител на оделението за хемато-онкологија при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Професорке, добар ден, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден, ви благодарам за поканата. Родителите обично се вознемирени кога ќе видат некакви отстапки во вредностите на параметрите од крвната слика, што ги испитуваат преку крвта кај нивното дете. Дали е точно дека оние референтни, гранични вредности, што се наоѓаат на страната од резултатот, се различи кај возрастните и кај децата, и затоа не може резултатите да се споредуваат кај детската и возрастната популација? Да, крвната слика е често првата диагностичка лабораториска метода со која што започнуваат многу испитувања и кај децата и кај возрастните. Таа содржи повеќе параметри кои што може да бидат одраз на различни заболувања во организмот. Постојат разлики во однос на возрастните и децата, затоа се вели дека децата не се мали возрастни. Крвната слика има своји карактеристики соодветни на возраста на детето. Од времето на раѓањето кај новородените, потоа во првата година од животот, во првите 5 години и покасно. Значи, вредностите во крвната слика помеѓу децата и возрастните се разликуваат, а во детската група постојат исто така разлики соодветни на нивната возраст. Тие разлики се однесуваат не само на бројот на крвните клетки од различните крвни линии, туку и на составот на различните крвни клетки, кој што зависи од освен возраста на детето и моменталната здравствена состојба на децата. Дали е поважно да се следи вредноста само на еден параметар, например леукоцити или пак тромбоцити во крвната слика, или пак е потребно да се направи анализа на целокупната крвна слика заедно со состојбата на детето, симптомите? Кога ја анализираме крвната слика, секогаш и задолжително е да се анализираат сите параметри во крвната слика. На оние резултати кои што се добиваат од електронските бројачи денес, кои што се достапни во повеќе лаборатории, постојат многу вредности кои што имаат свое значење. Меѓутоа, никогаш крвната слика не треба да се анализира сама за себе. Таа секогаш треба да биде поврзана со клинички преглед на детето. Тогаш има свое значење. Што се тоа тромбоцити и каква е нивната улога во организмот на детето? Тромбоцитите се еден од параметрите во комплетната крвна слика. Тие уште се нарекуваат и крвни плочки. Тоа се мали клетки кои што доаѓаат во периферната крв. Тие се создаваат во коскената срцевина од клетки кои што се нарекуваат мегакариоцити. Тоа се прекурсорните клетки на тромбоцитите. Во периферната крв тие живеат многу кратко и затоа постојано нивниот број се обновува кога организмот е здрав. Меѓутоа, кога постои некаков проблем, нивното обновување е поуспорено и затоа се детектираат и промени во крвната слика. Функцијата на тромбоцитите во крвната слика првенствено е да обезбеди примарна хемостаза. Што значи тоа примарна хемостаза? Тоа значи да обезбеди запирање на крварењето при повреда на малите крвни садови. Тоа е нивната основна функција, иако имаат и некои други функции во организмот.
Професорке, зошто се случува тромбоцитите да паднат при вирусна инфекција кај децата? Тромбоцитите се намалуваат при повеќе различни заболувања, хематолошки, но најчесто ги детектираме при различни вирусни инфекции во текот на инфекцијата или кратко време по поминување на вирусната инфекција. Веќе реков дека нивниот живот во периферната крв е многу краток, тие постојано се обновуваат и кога постои некаква вирусна инфекција, тие може да се намалат и во текот на инфекцијата, додека таа трае, а и потоа. Зошто тоа се случува? Затоа што вирусните инфекции доведуваат до имунолошка реакција во организмот, силна имунолошка реакција, во која што се создаваат антитела, кои што по грешка може да се насочат и кон сопствените тромбоцити, или пак вирусната инфекција да доведе до супримирање на нормалното создавање на тромбоцити во коскената срцевина. Овие промени кои се случуваат во тек или после вирусните инфекции се краткотрајни. Тие најчесто спонтано се подобруваат, односно спонтано се возвраќа нормалната функција на организмот и тромбоцитите постепено се подобруваат во однос на нивниот број во крвната слика и не секогаш дури може да се презентираат со некаков клинички знак дека тромбоцитите се ниски. Значи може детето да нема никакви симптоми при тоа дека тромбоцитите се ниски? Да, најчесто нема никакви симптоми. Често нискиот намалениот број на тромбоцити се детектира случајно при преглед на крвната слика, која што се прави многу често, особено во текот на одредена инфекција, што не е потребно. Не се потребни толку чести контроли, ако состојбата на детето секако е добра и укажува само на некоја транзиторна вирусна инфекција. Родителите обично веднаш по покачувањето на температурата на нивното дете оде да направат една крвна слика, да видат каква е состојбата. Нема потреба од таква ургентност? Поважно е да се направи клинички преглед. Поважно од крвната слика во првиот момент на симптомите е да се прегледа детето и да се откријат знаци, симптоми на одредена болест или пак само симптоми на инфекција. Не мора вообичаено да се прави постојано крвна слика, не мора. Меѓутоа, ако состојбата трае подолго, ако симптомите не се подобруваат, треба да се направи и контрола на крвната слика. При вирусна инфекција, колку можат да паднат вредностите на тромбоцитите? Колкав пат може да забележите? Бројот на тромбоцитите нормално во крвната слика е 100.000. Или 100 по 10 на минус 9 на литар. Нивната бројка, тоа е нормална долна граница за детската возраст, нивната бројка за овие состојби за кои што зборуваме, најчесто вирусни инфекции, но и други хематолошки заболувања, може да се намали дури и под 10. Може да биде 1, 2, 5, 10, 15, При вирусна инфекција 20, толку да падне? Да, може да се намалат толку многу и тогаш вообичаено таквото намалување на тромбоцитите е придружено и со некој клинички симптом, кој што докторите секако, но и родителите го приметуваат кај децата и тоа е причина да се побара следење на крвната слика или можеби дополнителни испитувања. Какви симптоми се забележуваат? Има некакви модринки по телото? Клиничката слика на тромбоцитопенијата, така се нарекува оваа состојба кога бројот на тромбоцитите е низок, може да биде многу блага, може да воопшто не се присутни симптоми, но кога тромбоцитите се сепак многу ниски, под 20 или под 30, значи многу помалку од нормалните вредности, тогаш клиничката слика се презентира со хеморагичен синдром, така се нарекува состојба, која што подразбира крварење по кожата и слузниците. Тие крварења најчесто кај тромбоцитопенија се точкасти крварења или се нарекуваат петехи. Тоа се ситни точки кои што се јавуваат по кожата насекаде по телото. Нема предилекциони места, но може да бидат погусто да се појават
на местата кои што трпат некаков притисок. На долните екстремитети, на ивицата околу чорапчињата, ако тие стегаат повеќе, или на места каде што детето прави притисок при игра. На места тие можат да се спојуваат помеѓу себе и да формираат површни модринки по телото, а послузниците најчесто презентирањето на ниската вредност на тромбоцити е со појава на крварење од носот или епистакса и крварења од гингивите. Многу поретко се случува да се појави хематурија или присуство на крв во урината и присуство на крв во столица. Сега при намалени вредности на тромбоцитите во крвта, односно тромбоцитопенија кај децата, како последица на некаква вирусна инфекција, дали се препорачува да се избегнат, да речеме, одредени лекови, како што е ибупрофенот, кој што понекога се дава за намалување на температурата? Да, препорачливо е ибупрофен или аспирин да се одбегне во тој период кога тромбоцитите се ниски. Нешто во однос на исхраната, советувате? Во однос на исхраната нема промени, нема нешто што ќе ги покачи тромбоцитите или нешто што ги намалува. А во однос на физичката активност, бидејќи децата понекогаш спортуваат, возат велосипед, возат тротинет? Кога е нисок бројот на тромбоцитите и кога го следиме детето во тој период, нашите совети се да се ограничи физичката активност, да кажеме да се да не се дозволи возење на велосипед, возење на ролери, скокање на тромболина, скокање во базен, контактни спортови кои што може поради помала повреда да предизвикаат поголемо крварење. Колку често се прават крвните слики за да се следи нивото на тромбоцитите во крвта? Зависно од состојбата на пациентот и зависно од вредноста на тромбоцитите. Јас уште еднаш ќе потенцирам дека не е само важна бројката на тромбоцитите во крвната слика. Важни се промените и на клетките на другите крвни линии, дали постојат или не, кога ние зборуваме за изолирана тромбоцитопенија. Мислиме на промени во крвната слика кога се намалени само тромбоцитите. А останатите крвни линии се нормални. Така да во тој случај може да дозволиме контрола на крвната слика за една недела и да го следиме пациентот, но во колку постојат дури и минимални отстапувања кои што ги засегаат другите крвни линии и клиничкиот преглед на пациентот укажува на некакви други симптоми, тогаш бараме почесто следење на крвната слика. Каква таа состојба наречена имунолошка тромбоцитопенија? Имунолошката тромбоцитопенија или незиното правилно име е имуна тромбоцитопенија е најчеста форма на тромбоцитопенија во детската возраст и токму таа е болест која што е предизвикана од имунолошка реакција во организмот, најчесто проследена на вирусна инфекција. Тоа е состојба кога одредени вирусни инфекции, некои почесто, некои помалку, доведуваат до продукција на антитела во организмот, кои што се насочуваат кон сопствените тромбоцити или пак го супримираат создавањето на тромбоцитите во текот на вирусната инфекција. Таа е најчеста имуната тромбоцитопенија е најчеста во детската возраст и, како што и претходно кажав, тоа е болест која што во најголем број од случаите завршува со подобрување на бројот на тромбоцитите, дури и спонтано, без примена на некаква терапија. Кога хеморагичниот синдром е многу изразен, тогаш советуваме и имаме можност за одредени тераписки опции. Кај децата само еден мал процент, помалку од 20%, имаат хронична форма на оваа имуна тромбоцитопенија, што значи независно од терапиите кои што ги спроведуваме и после една година од почетокот на болеста таа се одржува и бројот на тромбоцитите останува нисок. Кај таквите деца се планираат и се достапни други тераписки можности. Дали може по примена вакцина да се намали бројот на тромбоцитите во крвта? По примена вакцина, да. Како еден од
акутните и поминливи несакани ефекти, може да се јави и тромбоцитопенија, меѓутоа таа е краткотрена. Механизмот на настанување и намалување на бројот на тромбоцитите е сосема исти како и кај вирусните инфекции. Кај некои деца да, се следи, многу често останува и недетектирана, непрепознаена, затоа што бројот на тромбоцитите минимално се намалува или е во граница, се вредностите во граница кај кој што нема клиничка презентација на болеста, но ако се случи да се направи крвна слика поради температура или некој друг симптом по вакцината, може да се детектираат и пониски тромбоцити, но состојбата поминува со подобрување на вредностите во текот на 1, 2 или 3 недели, најчесто без никаква терапија, и тоа не представува некаква контраиндикација за детето да ги одбегне вакцините во иднина. Дали ниската вредност на тромбоцитите во крвната слика бара веднаш преглед од детски хематолог? Ниската вредност на тромбоцитите често е вознемирувачки знак за родителите, а исто така и за докторите, за семејните матичните доктори, но многу е важно каква е состојбата на децата за да се одлучи дали ќе се побара веднаш консултација со хематолог. Ако тромбоцитопенијата е изолирана, односно нема промени во другите крвни клетки, еритроцитите, хемоглобинот, леукоцитите, ако клиничката состојба на детето е добра, најчесто велиме имуната тромбоцитопенија е изолирана, бројот на тромбоцитите може да биде многу низок, а клиничката состојба на детето е одлична. Детето нема никаков проблем. Може само да има благо или посилно изразен хеморагичен синдром. Во тој случај се исполнети условите да мислиме дека се работи за имуна тромбоцитопенија изолирана. Меѓутоа, ако приметиме дека постојат отстапувања во крвните клетки на другите крвни линии, ако постои некаков друг клинички симптом кој може да укаже и на друга болест, например блага спленомегалија, хепатомегалија, зголемување на лимфните жлезди, тогаш е поургентно да се направи консултација и со детски хематолог, за да се утврдат причините за овие сите промени кои што ги детектираме заедно со промените во крвната слика. Некои од вирусните инфекции, например вирусот на Епштеин-Бар, цитомегаловирусот, парвовирусот, може да доведат до промени во крвната слика кои што ќе ги засегнат и другите крвни линии, и тоа да биде така вознемирувачки знак на почетокот на инфекција и најчесто бара дополнителни исследувања. Тоа е всушност мононуклеозата? Мононуклеозата е инфекција предизвикана од вирусот на Епштеин-Бар. Епштеин-Баровиот вирус. Мононуклеозата всушност може да доведе до една ваква клиничка слика која што на почетокот е збунувачка. Да, може, затоа што е придружена често со зголемување на лимфните жлезди, може да постои блага спленомегалија. Што е тоа? Тоа е зголемување на слезенката. Зголемување на слезенката може да доведе до промени на бројот на леукоцитите во крвната слика. Така да тоа е состојба која што најчесто бара и дополнителни испитувања. Ги споменавте леукоцитите. Дали тие може, ќе започнеме од намалувањето, да се намалат од вирусна инфекција и тоа да биде привремено? Да, и леукоцитите, како и тромбоцитите, се намалуваат најчесто при вирусните инфекции. Се намалува бројот на леукоцитите, но и составот на крвните клетки во диференцијалната крвна слика, значи распоредот помеѓу лимфоцитите и гранулоцитите, односно неутрофилните леукоцити. Лимфоцитите најчесто доминираат кај вирусните инфекции и тоа е поврзано исто така и со возраста на децата, кај различна возраст, нормалната вредност на лимфоцитите или односот помеѓу лимфоцити и неутрофилни гранулоцити е различен. Така да најчесто вирусните инфекции доведуваат и до такви промени, и ако се случи истовремено и тромбоцитопенија, тоа веќе прави аларм кај родителите и кај колегите за дополнителни испитувања. А доколку се зголемени, дали тоа најчесто укажува на бактериска инфекција?
почесто укажува на бактериска инфекција кога леукоцитите се зголемени. Исто така е важен распоредот во диференцијалната крвна слика, односот помеѓу различните типови на бели крвни клетки, има повеќе различни. Може да се должи зголемувањето и на други инфекции, не само на бактериски инфекции, но зголемување на бројот на леукоцитите со доминирање на неутрофилните гранулоцити почесто зборува за бактериска инфекција, особено ако е тоа сомневање поставено и врз основа на клиничката слика на детето. Инаку леукоцитите може да се зголемат и при други состојби кои не се инфекција, например повраќање, гастроинтестинални нарушувања, дехидрација во организмот и слично. Покачена температура, значи, и тоа може да биде причина. Да, и покачена температура, дури кај најмалите деца силна вознемиреност. Аха, самата вознемиреност ќе доведе до промена на бројот на леукоцитите. Да, може да се покачат тромбоцитите во склоп на така повеќе различни клинички случувања кои што не се инфекција. Затоа е важно да се прегледа пациентот и да се откријат другите симптоми кои што ќе се поврзаат и со промените во крвната слика. Професор, ќе да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство со нивни прашања. Од овој момент емисијата е контактна, добре дојдени се и вашите прашања, но и искуства на оваа тема. Најчесто при рутински анализи се забележува анемија кај децата. Обично кои крвни елементи се показател дека детето е всушност слабокрвно? Во крвната слика, кога постои анемија, најпрво се менуваат вредностите на хемоглобинот. Хемоглобинот е протеин кој што се наоѓа во еритроцитите, значи во црвените крвни клетки. Значи, различните типови на анемии доведуваат до промена на бројот на еритроцитите и нивото на хемоглобинот во крвта. Значи, нема универзално правило дека треба вредностите да се на хемоглобинот и еритроцитите толкави за детето да е анемично. Има и други показатели на оваа состојба. Да, хемоглобинот при анемија секогаш е намален. Добра. Така ја детектираме и ја дефинираме во крвната слика. Меѓутоа, бројот на еритроцитите може да биде дури изголемен кај различни типови на анемии. Еве најчесто кај анемијата поради дефицит на железо, кога таа трае долго, имаме зголемен број на еритроцити, на црвени крвни клетки, а ниска вредност на хемоглобинот. За разлика од тоа, другите форми на анемии доведуваат до намалување и на бројот на еритроцитите и на хемоглобинот. Освен овие параметри, за нас се значајни и други параметри во крвната слика кои што ги анализираме независно од вредноста на хемоглобинот и еритроцитите, а тоа се вредности кои што ни укажуваат на големината и изгледот на црвените крвни клетки. Се нарекуваат еритроцитни индекси. Тие со неколку големи букви што се значени. Да, тие се со големи букви МЦВ или МЦВ, МЦХ и МЦХЦ, и тие зборуваат за големината на еритроцитот, за исполнетоста на еритроцитот со хемоглобин и за вкупната концентрација на хемоглобинот во еритроцитите и се многу значајни за дефинирање на различни типови на анемии. Так, обично ние како родители кога ќе погледнеме тој аспект не е толку важен, но очигледно при дијагнозата. Затоа велам, во крвната слика од електронскиот бројач има повеќе од 10 параметри, не се тоа само еритроцитот и хемоглобините, и тие се сите значајни за да ја анализираме и дефинираме крвната слика. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте? Сакам да прашам, имаме детенце со инфекција со цитомегаловирус пред 1 месец. Имаме правилно хемостаза со тромбоцитите од 330 па 315, а дедимерите се ни 2000. Има и 1 месец како е со цитомегаловирус, со зафаќање на слезенката и на црн дроб. Па колку би требало често да правиме контроли? Професорке, доколку имате уште некоја прашање, слободно можете да го поставите на гледачката. Да, па не, го разбрав прашањето. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Се работи за инфекција која што може да доведе до нарушување на
нормалните вредности во крвната слика. Од она што го кажа мајката, овде бројот на тромбоцитите е нормален, 330.000 тромбоцити, меѓутоа детектираат нарушувања во хемостазата. Значи во тестовите кои што го ја одразуваат коагулацијата на крвта. Има нешто зголемени дедимери, мајката само нив ги спомена, а не другите вредности во хемостазата. Меѓутоа тоа не е неочекувано при долготрајна инфекција. Инфламацијата во организмот може да биде причина да се зголемат дедимерите и тоа ако состојбата на детето е добра и нема други индикации за дополнителни испитувања, не треба да се прават пречесто анализи, односно да се следи хемостазата на 3 до 4 недели. Имам уште еден гледач, само претходно да ве прашам каков е тој цитомегаловирус? Тоа е вирусна инфекција, така се нарекува вирусот. Поредок е, доста е поминува некогаш без некои јасни симптоми за вирусна инфекција, а може да направи имунолошки нарушувања во организмот. Ајде да го слушнеме следното прашање од гледач во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден. Добар ден, да ве слушаме, повелете, во програма сте, повелете. Јас сум ли во програма? Да, вие сте, повелете. Ме интересира ИНР, што представува во крвта? Како рековте? Што е тоа ИНР? Што представува во крвта? И каква функција има? Има докторката уште едно прашање до вас? Моето прашање е дали ме прашувате за возрастни или за деца? Дали прашањето се однесува за возрастни или за деца? Уопште за сите. Вас ве интересира воопшто за сите? Пред се за возраст. Пред се за возрастни. Ви благодарам. За сите важи тоа. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. ИНР е еден параметар кој што се испитува во склоп на хемостазата, значи тестовите кои што ја презентираат коагулацијата на крвта. И тоа е параметар кој што се следи кај пациенти кои што примаат антикоагулантна терапија. Кај децата не се следи вредноста на ИНР, нема некое значање најчесто кај нас, освен ако нема некои сериозни нарушувања на хемостазата. Значи, тоа е параметар кој што се пресметува од другите параметри во нормалната хемостаза и е значаен кај пациенти кои што примаат антикоагулантна терапија, бидејќи треба да се држи во одредено ниво. Значи, нема значење во педиатриската скоро да ние не го користиме како параметар. Да. Како изгледаат обично децата што се анемични? Дали се секогаш бледи, уморни, со намален апетит? Зависно од тоа колку анемијата трае долго. На почетокот анемијата е дури неприметна, меѓутоа ако трае подолго време, веќе се јавуваат симптомите кои што ги кажавте, најправилно е тоа бледило. Потоа децата стануваат помалку заинтересирани во текот на денот за физичка активност, помалку толерираат физичка активност. Дури ако не се препознае анемија трае долго време, тие ги намалуваат нивните постигнувања во училиште. Не се заинтересирани, се помалку јадат, апетитот им е намален. И така крвната слика се повеќе и повеќе се влошува. Која форма на анемија е најчеста кај децата? Најчесто кај децата е нутритивната анемија, значи анемија која што настанува како резултат на дефицит на железо првенствено во исхраната, но и на другите нутритивни елементи, B12, фолна киселина, олигоелементи. Значи најчесто се јавува кај деца со неправилна исхрана. Причините може би се разликуваат и во различни возрасти. Најчесто е во првата година од животот или првите 2 години, а причината во овој период е исхраната воглавном со млеко и млечни производи, односно децата по оној период на доење, кога веќе треба да се започне воведување на друга исхрана, ја продолжуваат исхраната воглавном со млеко. Тие консумираат и други намирници, меѓутоа тие не се во доволна
количина која што може да обезбеди тоа што е потребно. Во периодот на пубертетот кај девојчињата причина се обилни менструални крварења заради дефицитот на железот и повторно кај тинејџерите, девојчиња и момчиња несоодветната, односно неправилна исхрана. Најчеста причина е дефицитот на железо B12 како резултат на несоодветна исхрана. Лошата исхрана. Ние за жал се уште дури на нашето оделение хоспитализираме деца кои што имаат потреба дури од трансфузија на крв. Поради неправилна исхрана? Да, тие немаат никаква болест, не се болни, меѓутоа вредностите на хемоглобинот во крвта се толку ниски и толку време долго е потребно да тие се компензираат и подобрат, да во одредени ситуации одлучуваме дека е подобро да добијат трансфузија на еритроцити, особено кога така ниски вредности на хемоглобинот се поврзат со некоја инфекција која што многу потешко децата ќе ја пребродат отколку кога имаат нормална крвна слика. Така да се уште за жал има деца кои што примаат трансфузија поради несоодветна исхрана. Неверојатно. Добро, да. На што им се темели исхраната за да стигнат до Во главно млеко. Значи, главно кравјо млеко, важно какво млеко? Не е важно. Козјо, нели различна форма на анемија дека создава? Да, козјото млеко прави дефицит на фолна киселина и тоа уште повеќе ја потенцира слабокрвноста, но често се случува да имаме пациенти со длабока анемија кои што пијат по 2 или 3 литри млеко дневно. Иако родителите мислат дека децата јадат и друго и покрај тоа што го пијат млекото, тоа е само пробување на одредена храна и тоа доведува до длабоки анемии, до намалување на вредностите на хемоглобинот дури на 50% од нормалните. Колку млеко е прифатливо да детето да испие во текот на денот за да не дојде до анемија? Па веќе после првата година од животот, детето треба да добива најмногу по 1 до 2 чаши нормални млеко во денот и исхраната постепено да помине на нормална исхрана. И сега всушност тука борбата кај овој тип на анемија е промена во начинот на исхраната? Да, постепено промена во начинот на исхраната, тоа не може да се случи наеднаш, не може да се преку ноќ променат навиките, меѓутоа постепено со помош на суплементација на препарати со железо и други витамини и исклучително ако е потребно и трансфузија на крв. Особено ако се поклопи односно се случи некоја друга акутна болест, најчесто инфекција. Инфекција. И на која возраст обично децата кои што може да завршат, обично завршуваат на трансфузија на крв? Па некаде после 1 година. Аха. Тоа е најтешкиот период всушност. Да, на прилагодување. Кога се навикнуваат на нови вкусови. Да. А што е со онаа физиолошка анемија што се јавува во еден период од животот кај доенчињата? Дали е таа опасна? Треба ли да се следи? Па не, тоа е анемија која се јавува некаде после 2-тиот месец по раѓањето, заради физиологијата на нормалните црвени крвни клетки. Вредностите на хемоглобинот понекогаш се намалуваат, но најчесто тоа поминува без потреба од дополнителни терапии. Што говори вашето искуство, колкав дел од децата кај нас неправилно се хранат и поради тоа се соочуваат со анемија поврзана со дефицит на железо? Па во последните години мислам дека тоа е се поретко. Тоа е се поретко, иако еве се уште имаме такви случаи. Бидејќи се работи за различни возрастни групи, процентот кој е тој процент на деца не би можела точно генерално да го кажам, меѓутоа еве ако оваа бројка нешто повеќе објаснува, па ние можеби по десетина и повеќе, 10 до 15 деца во текот на годината примаме заради трансфузија на еритроцити поради длабока анемија. Ова, предпоставувам, ќе биде апел и до сите оние што следат денешната емисија да внимаваат на исхраната на децата од најмала возраст и да бидат упорни при дохраната, да им се дават вкусовите, да не се откажуваат кога децата не сакаат да примат одредена храна или одреден вкус. Да, особено кога со млекото се додаваат бисквити, кекси и да не зборувам за други работи, чипсови, смоки или тоа не е дозволено на таа возраст.
Да вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Може да прашам нешто? Секако, повелете. Јас имам внуче 2,5 години. Многу е превише пие сокови. Професорке, дали следите прашањето? Ја не можам да разберам. Ке ве замолам само дриже малку погласно во студиото. Имам внуче. Добро, имате внуче? 2,5 години, а превише сака да пие течни сокови. Дали е нешто штетно? Така, сака да пие многу сокови. Да. Така, и сега сте загрижена дали можеби па и тоа е штетно на 2,5 години. Дали е штетно, Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, што можете да советувате, бидејќи има дилеми во однос на соковите? Да, една од причините е и таа што децата помалку јадат, многу пиење на сокови. Сите сокови, независно тие што се спремаат дома, што е поретко, и тие што се набавуваат надвор, имаат многу големо количество на шеќер. Ако се декларирани дека се тоа природни сокови, дека не содржат и природното овушје содржи шеќер. Така да децата не треба да пијат повеќе од едно сокче дневно. Затоа што ако пијат повеќе сокови, тоа ги заситува и нема да може да консумираат друга храна. Значи, внимателно и со сокчињата, со соковите. Да, едно сокче е сосема доволно. И сега родителите понекогаш знаат да кажат дека нивното дете има јака крв, откако на резултатот забележале зголемено ниво на хемоглобин и на еритроцити. Дали е тоа навистина така? Тој термин јака крв или таква болест не постои. Меѓутоа така се толкува некогаш крвната слика, кога бројките се повисоки отколку што е тоа во нормалните граници. Во детската возраст тоа е исклучително ретко. Таа болест се нарекува полицитемија. Полицитемија означува зголемен број на еритроцити, а зголемениот број на еритроцити последователно доведува и до повисока бројка на хемоглобинот, на вредноста на хемоглобинот во крвта. Кај возрастните тоа е почеста болест, има различни причини за нејзиното настанување. Во детската возраст таа полицитемија е многу ретка. Меѓутоа, бројот на еритроцитите и хемоглобинот во крвта може да бидат покачени и кај децата, и тоа особено се случува при тешка дехидрација. Тогаш поради загубата на течност во организмот, бројките во крвната слика се менуваат и создаваат впечаток дека постои зголемена вредност, а всушност се работи за дехидрација во организмот. За недоволен внес всушност на течности. Да, или загуба на течности. Поради проливи, долготрајни инфекции, гастроинтестинални, меѓутоа како болест полицитемијата во детската возраст, и тоа е вообичаено болест врзана со болест на коскената срцевина. Има потреба од повторување на крвната слика при вакви резултати? Да, треба да се стабилизира состојбата на детето и по известно време да се повтори, а ако бројките и понатаму се високи, тогаш предвидуваме други дополнителни испитувања за да ја утврдиме евентуалната причина за таа полицитемија. Кои обично крвни елементи треба да се нарушени, да се покачени или намалени за да состојбата укажува на некакво нарушување на коскената срцевина или пак на леукемија? Во тој случај промените во крвната слика најчесто се однесуваат на крвните клетки од сите крвни линии, тромбоцитите, еритроцитите и леукоцитите, дури и тие да се многу дискретно нарушени. При промени во коскената срцевина, при болест која што почнува во коскената срцевина, овие промени се прогресивни и брзо се менуваат. При секоја контролна анализа тие стануваат се по-впечатливи и се индикација за испитување на коскената срцевина. Значи, исклучително ретко, овие болести на коскената срцевина започнуваат само со промена во една крвна лоза, во една клеточна линија, но повторно тие се поврзани и со други клинички знаци за болест. Дали ова значи дека не е важно само колку вредност има нарушена на овие крвни клетки, туку и колку трае нарушувањето? Кога се следи, нели се влошува, рековте, хронично, прогресивно?
Да, важно е. Кога веќе таа се влошува, ние многу брзо носиме одлука за дополнителни испитувања, за да видиме за што се работи. Но поважно е како детето се чувствува. Кои се симптомите и кои се тегобите на кои што се жали. Тоа е многу поважно отколку само анализата на крвната слика. А може ли се да започне само од анализа на крвна слика без симптоми? И тоа е ретко, речи си невозможно. Ако се направи внимателен преглед, ќе се откријат и симптоми кои што ќе се поврзаат со промените во крвната слика. Како правите разлика? Дали одредено нарушување е резултат на нешто сериозно или пак на некоја сложена имунолошка реакција која што настанува од некој вирус? Бидејќи споменавте, може да има нарушување на повеќе крвни елементи кај вирусите. Па повторно е клиничкиот преглед и следењето на пациентот. Клиничката слика најчесто се разликува кај болест која што бара сериозни хематолошки испитувања кои што вклучуваат првенствено анализа на коскената срцевина и други дополнителни тестови. И кога ние имаме така некакво сомневање дека можеби клиничката слика е во прилог на вирусна инфекција, но сепак бара внимателно следење, контролните прегледи ги правиме почесто. Така. Сега, колку често се случува родителите да ја земат крвната слика самостојно да ја изанализираат и во паника да дојдат кај детски хематолог? Па често се случува. Често се случува, бидејќи при секоја и најмала температура или некоја промена кај децата, денеска се достапни лаборатории брзи кои што може без никакво барање од доктор да направат крвна слика, дури и на барање на родителите. И тогаш родителите се загрижени кога ќе видат стрелка нагоре, стрелка надоле, па овде звездичка, па зошто е ова вака, и да побараат консултација, особено ако во некој период, да кажеме, нивното дете не било добро. Се случува. Се случува. И во паника се треба да потоа? Да, нормално се е во паника. Некогаш дури и случајно откриваат тромбоцитопенија. Детето нема клинички знаци за тромбоцитопенија, меѓутоа анализата на крвната слика покажува пониски тромбоцити и тоа без исклучок тогаш се бара консултација со хематолог. Колку е честа тромбоцитопенијата? Еве нас тројца гледачи досега ни пиша да направиме една ваква емисија за педиатриска тромбоцитопенија. Да, честа е кај вирусните инфекции, се јавува често, кај повеќето. Дали овие деца би било пожелно да ги прегледа хематолог или може и матичниот да ги следи? Може да ги следи матичниот до одредено време, додека било каков и најмал симптом, клинички или промена друга во крвната слика не биде индикација за консултација со детски хематолог. Дали врз основа на една крвна слика можете да поставите понекогаш диагноза, да ви биде се јасно заедно нели со прегледот на детето? Може, да. Може некогаш и со една крвна слика да поставиме диагноза, но тоа се драстични промени во крвната слика кои што веднаш укажуваат на хематолошка болест. Значајна алатка е и анализата на периферната размаска. Значи, она што го гледаме во крвната слика, ние за секоја крвна слика правиме периферна размаска и ги анализираме клетките под светлосен микроскоп. Значи, тоа се прави... Што е периферна размаска? Периферна размаска е капка крв на предметно стакло, се прави размаз на предметно стакло, се бои и таквиот препарат, кој се нарекува размаска, се гледа под светлосен микроскоп. Значи, тоа човек го гледа под микроскоп, така? Ние го гледаме, да. Тоа не се добива од анализа на крв? Не се добива од анализа на крв. Денеска постојат и некои електронски бројачи на крвната слика, кои што даваат и визуелен приказ на клетките во крвната слика, но ние вообичаено сами ги гледаме на микроскоп. И оваа периферна размаска ни дава информација не само колкав е бројот на леукоцитите или тромбоцитите, но и како тие изгледаат. Нивниот изглед. Да, дали е променета нивната структура, морфолошки какви се, и затоа велам некогаш да и со една крвна слика ќе се постави диагноза, кога ќе ја погледаме под микроскоп и ќе видиме дека тие клетки кои што се
прочитани во електронскиот бројат се малигни клетки или бластни клетки. И на крајот од емисијата што би им советувале на родителите кои што секогаш кога ќе видат крвната слика на нивното дете почуваат да паничат? Колку се чести овие сериозни состојби, кога најчесто се работи за нешто бенигно? Хематолошките сериозни заболувања, најчесто тука се вбројуваат леукемиите, се ретки во детската возраст. Тие се карактеризираат со специфични промени во крвната слика. Она што ќе им препорачам на родителите е да секако да не се паничат при секоја крвна слика. Прво да не се прави крвна слика ако детето нема никакви симптоми на болест. Овие изместувања во крвната слика кои што се однесуваат на различни возрастни групи немаат значење. Но ако се јават било какви симптоми и се направи контрола на крвната слика по индикација на доктор, секако треба да се побара совет ако промените укажуваат на заболување во склоп на нивната, за состојбата на нивното дете. Ние често се соочуваме со прегледи во нашата амбуланта кога родителите ќе дојдат и кога прашаме кои се симптомите на детето, детето има ниско железо. Тоа не е симптом. Детето има ниско железо, детето има низок хемоглобин. Не е тоа нешто што нас ни значи во прегледот. Значи, детето не јаде, детето има бледа кожа, се заморува. Сето тоа се симптоми кои може да укажат на слабокрвност, кои родителите треба да ги приметат. Но доколку се само изолирани во крвната слика, тогаш? Без симптоми? Ако нема симптоми и вредностите укажуваат на некоја блага или гранична анемија, тогаш лекувањето ќе биде совет. И ако советот не помогне, тогаш ќе се применуваат други тераписки опции. Има потреба родителите да испитуваат серумско железо кај нивното дете? Не, со крвната слика е доволно да утврдиме. Серумското железо е параметар, тоа е вредност на железото во периферната крв, кој е многу променлив. Дули има и дневни варијации во нивото на серумското железо, тоа е една работа. За нас подобар параметар во крвта е феритинот. Тоа се резервите на железо во организмот. Тоа е постабилен параметар кој што укажува на анемија отколку вредноста на железото. Во текот на инфекција, железото е нереално во периферната крв, може да биде ниско, значи нереално да се открие ниско железо. Може да од друга страна биде повисоко ако се работи за мали деца во различни возрасти. Ако примерокот на крв не е земен соодветно, некогаш има потреба да се стегне детето, раката да се притегне, да се случи хемолиза, која што ќе даде несоодветно покачено железо. Затоа нас прегледот, анамнезата на пациентот и вредностите на стандардната крвна слика ни се доволни за заклучок за каква анемија се работи. А може ли промена во тромбоцитите да се јави при земањето на крв доколку се притиска, да речеме, прстето на детето за да се земе примерок од крвта? Може и тоа да се случи, да. Ако е несоодветно земено или многу исклучително ретко кај некои деца употребата на антикоагулансот во епруветката за крвна слика доведува до слепување на тромбоцитите и тоа дава лажна бројка за ниски тромбоцити. Но и за тоа ја гледаме периферната размаска и тогаш имаме одговор за што се работи. Да. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, што проговоривме за оваа важна тема. Да, благодарам што ме поканивте. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам што и денеска бевте заедно со нас и што не следевте, верувам, со внимание. Ви посакувам пријатен ден.